Добро вечер, почитувани гледачи. Отворено на тема. Редовна емисија на Ирис телевизија која оди во 17:30. И во живо се разбира. И еве и денес во средината од кампањата за воредните парламентарни избори 2016. Кога сме на средина, вреди една мала кратка анализа. Оно што го очекувавме дека ќе биде судир на програми, судир на ветувања кон вас, судир на она или вкрстување на разни аргументи, некако за сега ни избегнува. Кампањата слизна во персонален однос. Зошто е тоа така? Пиарите на политичките партии го знаат, но тоа е така. Ние тоа го следиме. Иако за волја на вистината, ставови од представниците на политичките партии, блокови, 11 ги има на број, ги проследуваме, па и ги вреднуваме, нели? Овде имаме веќе две искристализирани програми или делови од програма, ставови, а тоа е најниската плата, просечната плата. Се уште не сме разбиле поголема дебата околу изборите, околу како ќе се полни буџетот, за сега се уште го трошиме. Но тоа е нека е работа на оние кои вам се представуваат како претенденти да го земат вашето доверие. Наша работа е овде да им пружиме еднаква шанса, вам да ви се представат, одлуката останува ваша. Ова е моја кратка анализа за тоа, а за мојот гостин не треба премногу да зборам да ви го представувам, затоа што неколку пати овде ги представува ставовите на политичката партија чии локален раководител е. Овој пат ќе ја поделиме емисија во два дела. Анализа на првиот дел од кампањата заедно со искристализираните ставови и втори дел на што му е струка. Зашто тоа го правиме. Уште на почетокот на сетот нови емисии, јас кога реков дека гостите што ќе доаѓаат, ќе ги прашувам она што сте познаат, што направите и зошто сметате дека треба да имате довербата на граѓаните. Затоа ќе им поставувам прашање она што е нивна струка. Па вие да видите дали тие се добри занаетчи, она што знаат да го прават, па да имате кон нив и почетна доверба, да имате и онај надградниот дел, општествениот дел што очекуваме да го реализираат, или оценката ќе остане ваша. Мој и ваш гостин е кандидатот од листата на Социјалдемократскиот сојуз, Владимир Милошев, со број 12. Еве ги неговите ставови и мојот разговор со него. Добро дојдете во моја емисија. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав до вас, поздрав до гледачите на телевизија Ирис. Господин Милошев, се согласувате ли со оној што јас го предложив, ако еве јас сум домакин овде да ја поделиме емисијата, да збориме за две работи. Прво, како политичар, како иден представник, доколку довербате вие да граѓаните, и да зборуваме за она што многу малку во Македонија го правиме, а тоа е кој каков занет, какво знаење има и каква реализација има во она што му е основна преокупација. Што јас, не можам да поверувам дека некој се раѓа за политичар и од 20 години треба да биде политичар и тоа хоризонтален па до крајот на животот. Што мислите за ова? Сложувам со вас дека роден политичар нема. А секој од нас се образувал, се школувал и инвестирал во својата иднина токму на професијата за која што има афинитет. Јас сум долги години специјалист по максилофацијална хирургија, вработен во клиничката болница во Штип. Меѓутоа еве со оглед на приликите од 2011 година сум избран за председател на општинската организација на СДСМ Штип, веќе 5 години сум начело на општинската организација. Секое слободно време, секој дел од слободното време го посветувам на работа во општинската организација, се со цел да ја помогнам и на партијата за која што идеолошки сум се определил, да го оствари она што го има зацртано во својата програма. За жал, во периодот во кој што действува во политиката во минатите 5 години, цело време бевме како опозициона партија со оглед на целокупниот општествен амбиент во кој што се работеше во истите изминати години, со оглед на начинот на кој што власта на ВМРО ДПМН го практикуваше своето владење и ја практикуваше власта во Република Македонија, да се во сите изминати изборни циклуси, ми се чини веќе 4 вонредни парламентарни избори, ако не се лажам, ова се 4 или 5 вонредни парламентарни, а неколку локални избори,
се одеше под еден урнек, под еден терк на според оно што го слушнавме од нелегално водените прислушкуваните разговори, нелегитимни, нелегални избори кои се добиени на начин како што успеавме да го слушнеме од разговорите кои што ги објавуваше председателот ЗАЕ. Да се излезе на избори, треба да се предпостави дека ќе биде фер шанса на партиципиентите во оваа трка, ако условно може да кажеме. Излеговте, опозицијата ви критикува, не сакавте да излезете на избори, одбивавте, сега излеговте и народот ќе си го каже. Што во суштина е навистина и реално, нели секогаш граѓаните ја кажуваат своето мислење. Што е тоа што се смени? Еве за гледачите во трета изборна единица, вие сметате дека има доволно количество на фер можности во оваа изборна трка? Па видите, како што спомнав и претходно врз база на кризата која што во Република Македонија не трае со месеци, туку трае за жал со години. Оваа криза во моментов што ја имаме не представува политичка криза. Сите сме свесни дека ова представува една многу поширока криза. Имаме економска криза, имаме финансиска криза. Од 1,8 милиарди евра моменталниот долг оставен во 2006 година, моменталниот долг е 5,5 милиарди евра, што зборува за финансиска криза. Имаме институционална криза. Секој од нас во пракса може да сведочи и да се увери во слабиот капацитет на функционирањето на институциите во Република Македонија, а исто така постои и оно што е најтрагично, менталната криза на граѓанинот. Мислите моралната криза? Моралната и менталната криза на граѓанинот. Да, не разбирам за жал, како менталната. Еве ментална криза. Треба психијатар на секој тројца нас или за секој психијатар? За жал, начинот на владењето на ВМРО ДПМН го скрши духот на македонскиот граѓанин. Немаме среќен работник кој што заминува дома од работното место со насмевка на лицето, благодарение тоа што е задоволен и од работата која што ја работи во текот на работното време и од доходот кој што ќе го прими на први после истекот на месецот. На секој чекор имаме апатија, на секој чекор имаме нерасположение, на секој чекор имаме загриженост, на секој чекор имаме солзи во очите на граѓаните. Заради тоа што скршена е сегашноста, меѓутоа скршена е и идината на следните генерации во Република Македонија. Токму на тоа мислам дека се работи за една ментална криза. Дали имате податок колкав е бројот на моментално на луѓе кои што се лекуваат од депресија и кои што земаат антидепресиви? Слушам некои податоци. Огромна бројка, огромна потрошувачка на вакви лекови во аптеките. Тоа укажува на таа ментална криза, тоа укажува на болното општество во кое што се наоѓа Република Македонија. И токму затоа Република Македонија на овие избори за противник ќе има груевистичка Македонија. И ќе мора да донеси одлука дали ќе тргне на патот кон светлината и подобро утре или ќе продолжи на патот кон галопирачкото самораспаѓање. Вака сега, не дадовте на диагнозама пред се како лекар, бидејќи сте хирург, едно правило има кај вас, колку повеќе болест да го зафаќа ткиво, толку резот е поголем. Вака како што вие го диагностициравте се тоа, значи дека системот кај нас, господине Милошев, не дава резултати кои ние ги очекуваме. Значи, еве, ни произведува постојани кризи, произведува постојани избори, постојана состојба на предизборие, на недостаток на стабилност, подоцна се наврзува на ова и индустријски GDP раст и се останато што е од страната на економија. Меѓутоа, распакувањето на сите овие прашања одеднаш, сите крупни прашања, значи редизајнирање на системот. И полека во оваа кампања се произлегува и многу различни мислења околу тоа дали е времето точно да се распакува системот, што значи прекомпонирање на политичкиот систем во Македонија, или тоа можеше да се решава, но малку на подолга дистанција. Видете, Македонија 25 години е независна држава. Кога секојдневно се среќавам со граѓаните на Штип, буквално нивните зборови се прекуглавани. Доста ни е веќе 25 години транзиција, 25 години реформи,
25 години ветувања, 25 години неостварени ветувања. Сосема ги разбирам граѓаните дека на вистина после 25 години барем малку требаше Република Македонија да дојде чекор напред и да се сврти кон граѓаните. Да основата на секоја политичка партија треба да биде граѓанинот, проблемите на граѓаните и решавањето на проблемите. Токму на тој начин, таа политичка партија ќе се гради на пиедесталот на кој што треба да го достигне и секако да добие довербата да води на држава, бидејќи тоа се реков. Ама сепак е 25 години, не? Сериозно. Да, за жал во Република Македонија имавме како релативно нова држава. Имавме турбулентни периоди, имавме блокади, имавме проблеми со околу името на државата. Имаме уште. И имаме се уште. Имавме внатрешен меѓунационален судир. Да конечно, превземајќи ја власт Социјалдемократскиот сојуз 2002 година ја поведе Македонија кон евроатлантскиот пат и благодарение на тоа 2005 година дојдовме до кандидатски статус како признание на тогашната влада предводена Социјалдемократскиот сојуз дека Македонија сериозно напредува и дека како поттик дека треба да продолжи по тој пат. Тоа е едната страна. Меѓутоа другата страна е Социјалдемократскиот сојуз, оно што ги, да речам условно, не го исполни ветувањето од 2002 година е тоа кон гласачите, кон граѓаните за вработувањата и за некои други капитални работи. Се сложувам дека има пропусти, дека имало и недоследности во сето тоа. Меѓутоа, на одговор можам да кажам дека на ниту еден функционер од тогашната влада на Социјалдемократскиот сојуз немал резервен пасош и не ја гледал својата иднина надвор од Република Македонија. Дали имаме денес? Од тогаш и нема резервни пасоши, тешко се доаѓаше. Денеска, погледнете актуелната влада. Сите владени функционери со резервни пасоши, освен македонскиот пасош. Претходно ме прашавте, мислам дека не да одговорив на тоа прашање околу изборите, дали Социјалдемократскиот сојуз толку години политичка криза, што сега се променило, мислам дека прашањето ви беше да ние влегуваме во изборен циклус. Реков дека политичката криза започна од 2012 година, од она скандалозно исфрлање на пратениците на новинарите од парламентот на Република Македонија, значи генезата е од тогаш се случија едни локални избори, да после тоа се случат парламентарни избори по исти урнек правени како и претходниот пат, да председателот Заев ги во своја рака ги има сите оние прислушкувани разговори кои што му беа поднесени, ги објави во јавноста и целата македонска јавност го слушна вистината за Македонија, односно начинот на владењето на ВМРО ДПМН. Следуваше еден Пражински договор, договорот Скопје, следуваше втор Пражински договор, како резултат на неисполнување на првиот и конечно договорија контурите, односно предусловите под кои што може да се оди на едни слободни, фер и демократски избори. А јас не сум убеден дека се создадени токму сите услови за тие слободни, фер и демократски избори, иако многу битни фактори од тоа се исполнети. Беше прочитен избирачкиот список, иако деновиве се уште го немам на увид новиот избирачки список, деновиве веќе посматрачите, невладените организации укажуваат на сериозни недоследности и дефекти во тој избирачки список. Втора работа е одвојувањето на партија од државата. Немаме одвојување на партија од државата. А вие овде мора да ве прашам, вие ќе претендирате да преземете власта, зашто ви иначе биле политичка партија. Сметате ли дека во начинот на кој што ние живееме, начинот на кој што функционира системот, затоа би го поставил ова прашање за тоа дека системот раѓа недоследности и кризи постојано. Сметате ли дека е можно во Македонија водење на рационална политика, одвојување на партијата од државата? Што ќе ви кажат вашите сегашни сопартици ако за 6 месеци не почнете да ги вдумувате во администрацијата или да почнат да го користат она што ние ендемски го правиме? Не би се согласил со вас дека нашето членство и нашите
активисти очекуваат амблок, значи вдомување во државните институции по урнекот на ВМРО ДПМН. И во програмата на Социјалдемократскиот сојуз децидно стои дека основен критериум за унапредување, основен критериум за вработување ќе биде професионалноста, а потоа за унапредување ќе биде честноста и професионалниот пристап на секој поединец во својата дејност каде што е вработен. Само уште една работа. Доаѓам од здравството. Поголема партизација во здравството, во здравствениот систем, ниту е видена, ниту ќе се види, ниту во Македонија, ниту пошироко во овој регион. Да вие имате вработување во здравствениот систем од чистачка па до лекар, каде што единствен критериум е партиската припадност, представува нонсенс. Затоа и имаме случаи секојдневно токму од таквиот пристап, односно од таквиот критериум на владеачката. Во вториот дел ќе разговараме за она што вас би е струка. Призлагуваат низа на теми од разговорот за тоа што тоа е сега актуелно. Јас навистина сакам да слушам неколку ваши ставови околу тоа, ставови на партијата чии член сте, ви сте кандидат. Овде се вели вака: препакувањето на македонскиот политички систем, дали тоа ќе биде уставно или ќе биде сет на закони кои што ќе се донесуваат, дали со поголема јавна расправа или на брзина, не знам, но граѓаните треба да знаат. Синоќа прв пат го слушнавме тоа, дека лидерите на партиите подпишале договор, тој фамозен пржински договор, пред последното излегување прифаќање на сите овие измени, во кој што стои дека владата која ќе се формира под 11 декември има обврска да ги реализира сите 12 точки од нотирани од Прибе, кои тамо во тој договор. Ние до вчера не знаевме, нема амнестија ни за Груевски, ни на Заев, ни за никого. Можеме да го слушнеме Артак Груби дека постои таков документ во кој што се кажува ќе се подржи СЕО, ќе дојде до реформи во судството, ќе дојде. Вие го знаете ли тоа? Финансиски, да. Поверете, тоа ми е најважно, да слушат граѓани во нас, што тоа, без разлика кој ќе победи, бидејќи овој агреман кој го подпишале, на кој што гаранти за неговото реализација се амбасадорот на Соединетите американски држави. Западните дипломати на Соединетите американски држави се гарант. Извештајот по Прибе хируршки прецизно ги нотифицираше, ги евидентираше сите дефекти, сите слабости на македонскиот општествен систем. И судството и сите други сфери на системот. Македонија мора да тргне кон реализација за до година на есен да добие веќе датум за почнување на преговорите. Знаеме дека веќе, мислам дека 6 години, ако не си и повеќе, ние само имаме повторување на препораката за отпочнување на преговорите. Ништо повеќе од тоа. Овој извештај што го добивме во јуни минатата година точно значи отсликува состојбата на македонскиот систем. И затоа следната влада имаме и нов во кој што повторно имаме условен. Сега е сенскиот извештај, да. Дури сега немаме ниту условена препорака. Условената препорака ќе добиеме после изборите. Ова е услов за услов. Во колку извештаите за спроведените парламентарни избори бидат позитивни. Во колку се негативни, јас не сакам ни да претпоставам што би се случило со Република Македонија. Тоа ми беше прашањето, господин Лошев. Колку сте вие известени вака со граѓаните и кажете? Значи, без разлика кој ќе добие, кому ќе му дадат граѓаните, било која да направи влада, ќе мора да почне тоа. Ќе мора да го продолжи мандатот на СЕО, барем така стоело во тој агреман, вчера го слушнавме, во тој документ, дека мора да изврши реформа на судството, побарање на Европа, ќе мора да направи департизација на државата, веројатно потерпне. Не можеше вчера Артак Груби да ни соопшти на една национална телевизија дека постои таков документ. Ние тоа секојдневно веќе го слушаме од нависокиот политички врв и од едната и од другата страна. Не така јасно. Дека 12 точки, да. Дека се... Специјалното јавно обвинителство и покрај сите обструкции кои што ги имаше во изминатиот период, последното беше околу законот за сведоци, заштита на законот за сведоци, и околу продолжување на мандатот беше обструирано и сега виси мандатот со рок од 18 месеци. А јас сум убеден дека новиот парламентарен состав без дискусија ќе го продолжи мандатот, бидејќи на македонското општество, на Македонија е насушно потребата
реализација и до финализација на сите оние истражни постапки на специјалното јавно обвинителство. Втората работа, видовме дека се оно што почна како судски обвиненија од страна на специјалното јавно обвинителство се обструирани и блокирани од страна на актуелната судска постава, што веќе укажува на потребата од формирање на специјално судско оделение, што веќе представува и јавна тајна, дека ќе биде формирана после тоа. Бидејќи судскиот систем не може да се реформира преку ноќ. Значи, невозможно е да очекуваме дека веќе на 15 декември ние ќе имаме комплетно ново реформирано судство. Тоа ќе представува еден процес. Ви убаво кажавте, не може со нож да се пресече и да почне државата од утре да функционира. Тоа е процес, токму тоа ми беше и поентата. После превземањето на власта од страна на Социјалдемократскиот сојуз, после 11 декември, допрва ќе се соочиме со ваморизацијата на Македонија во сите изминати 10 години. Буквално, канцерот на груевизмот навлезе во секоја клетка, во секоја пора на македонскиот систем и ќе ни треба период за да тоа се деконтаминира, за да тоа се исчисти. Не зборам за персонални чистини, зборам за систем на вредности, да Македонија конечно го добие оној позитивен сигнал, зелено светло од Европската Унија и да тргне по тој европски пат. Не постои граѓани во Македонија чијшто интерес не е токму ова. Подобар живот, повисок стандард, европски стандард. Пред се заради нас, не заради евро. Европа си го има незиниот стандард. Сега, да се вратиме ние во оваа наша тројка. Наша работа на новинарите е да правиме слика, меѓутоа да ги кажуваме фактите, нели? 293.000 е бројката до 90-та година на гласачи во тројката. Затоа имавме и проблеми пред Државната изборна комисија. Сегашниот број е за некои 30.000 помалку, ако не се лажам. А втора работа е Евростат или Светска банка ни донесе еден податок кој е колку е точен, не знам, бидејќи на изборите, нели, одредени број наши сограѓани ќе поминат во еден друг список. Затоа ќе имаме 1.543.800 гласачи во Македонија кои се во Република Македонија. Така, живеат во Република Македонија. Другите се со така наречено времен статус или иселе, но имаат право на се уште со адреса на живење. Адреса на живење. И овде ќе имаме се уште. Се надевам дека нема да имаме крупни проблеми, но како што изгледа од денес, дека се можни некакви турбуленции, нели? Ќе видиме тоа. Имаме таква појава во нашиот исток, каде што 60.000 луѓе за 10 години го напуштиле нашиот крај. Ќе разговараме за тоа сет на мерки вие што сакате да направите, но една работа е. Дали Владимир Милошев и неговото семејство во Штип, ако ја добијат изборите, ќе живее во кантон наречен Југоисточен регион, бидејќи ве оптужува дека Македонија ќе ја кантонизират. Ќе живеете ли вие во кантон? Веројатно алудирате на кампањата на ВМРО-ДПМНЕ и на нивниот лидер Никола Груевски, каде што акцентот на кампањата го става на наводната тенденција на Социјалдемократскиот сојуз за кантонизација или федерализација на Република Македонија, мислам дека спомнуваат двојазни и така натаму. После купиштата криминал, каде што криминалот е нивното прво име, после се што направија за згазување на достоинството, за осиромашувањето, за екзодусот на македонците, на граѓаните на Република Македонија, вие рековте од тројката 60.000, на ниво така, на Македонија... вели Евростат, ја не знам. Вашиот податок, што вие го изнесовте, 60.000, на ниво на Македонија околу 600.000, немаат друга карта на што да заиграат, освен некаква си националистичка карта. Тоа е само во нивните глави. Ниту ќе постои кантонизација на Македонија, ниту некој размислува за било каква федерализација, ниту двојазичност. Двојазичноста е потпишана токму помеѓу актуелниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски и лидерот на ДУИ Али Ахмети, каде што веќе во Скопје и во сите делови на Македонија, кај што 20% е албанско население, живеат
живеат албанци и 20% значи веќе се применува таа двојазичност. Учењето на јазик, било кој, албанскиот, турскиот, било кој светски јазик е богатство, тоа не е сиромашно. Така, учењето на јазикот е една работа, а статусот на званичен јазик е друга работа. Значи, со цел, со тенденција да се прикрие целиот криминал, повторно ќе повторам, и целото сиромашување на Република Македонија, сите оние изнесени милиарди евра надвор од Република Македонија се само параван, национализмот само параван да се сокрие со тоа. Меѓутоа, на водеачката гарнитура овој пат тоа нема да им успее, граѓаните се свесни за своето сиромашување, на карта национализмот заигра и еден лидер на наш северен сосед, на Република Србија, и видовме како заврши тој во парламентот, по некоја хипотетичка поставувам состојба се најде на маса федерализација на Македонија. Нашиот представник Владимир Милошев ќе гласали за тоа? Не. Нема да се најде, никогаш такво нешто нема да се најде, ниту е во главата на председателот Заев, ниту во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, ниту пак тоа ќе се случи. Така. Тоа е моментално во главата на изборната кампања на една група луѓе, која што себе си сака да се спаси од оно што очекува после судскиот протест и специјалниот суд кој ќе се формира после изборите. Господин Милошев, темите околу разликата во начинот на опорезување на граѓаните, во системот на мерки за Источна Македонија кој има таква економска структура, образованието, се теми за кои што можеме да зборуваме на 7 емисии. Јас сметам овој пат дека тие прашања ќе ги поставам на вашите представници чијем занает им е тоа. Економијата, образованието или земјоделието, индустријата, она што е нивна специфичност. Затоа реков дека во емисии ќе зборуваме за она кој што, како велат босанците, засвири, па за појас задени другите да видат како свириш. Овде не имаме режија, мала пауза за ЕПП, а подоста ние ќе зборуваме она што е вашиот занет и што е тоа што вие на граѓаните на Република Македонија од тројката им ветувате доколку бидете нивен представник. А занет ви, тоа недобро треба да го знаете. Режија, мала пауза па се враќаме во емисијава. Традиција цел век, дизин алкошмек. German lemonade, German lemonade. Dizin alkошмек. German lemonade, German lemonade. Dizin alkошмek. Dizin alkошмek. Хумана НТС нуди се што им е потребно на старите изнемоштени лица и лицата во социјален ризик. Наместо вие да трошите време, ние за вашите пари посредуваме околу вашите потреби и доставуваме се до вас и вашиот дом. По поволни цени вршиме услуги на набавка на рецепти и лекови и набавка на секакви упати. Ве придружуваме при закажани прегледи наместо вашите најблиски. Ви помагаме при транзиција од болница до домот и обратно. Помагаме и посредуваме при комуникацијата и прибавувањето на потребните документи од државните институции. Вршиме пазарување, плаќаме сметки и посредуваме околу било каква ваша проблематика и сето тоа преку разговор и дружење. Хумана НТС, затоа што секој заслужува полесно и поудобно секојдневие. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy? We about to do this cause we happy, 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 happy. Deluxe. I'm alone if you feel happiness is the truth. Because I'm alone if you know happiness is in you. No, no. I'm alone if you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Слушај, салата е супер, ама мора да подмачкаме. Во сега ќе го пробате зајтин. Ајде, здрави. Не бе! Така, пробај.
Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Сдружение на возачи ви нуди технички преглед на моторни возила, бесплатен сервис за ситни поправки, тиснување на број на мотори, број на шасија, издавање на меѓународна возачка дозвола и дозвола за управување со туѓе возило во странство, издавање на зелена карта и осигурување. Сдружение на возачи, телефон 392 387. Продолжуваме со емисија Отворена тема со мојот гостин Владимир Милошев, председател на подршната единица на локалниот дел од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но она што во овој момент е најважно, тоа е на листата на можни пратеници наш представник. И оде во овие двете улоги му ги поставувам прашање за ставовите негови лични во светло на политичката партија која застапува. Зошто велам лични? Затоа што се одвикнавме од персонален авторитет и од личност. Се навикнавме да се криеме зад големи имиња на лидери на партии, на големи министри, некакви теми зад кои не смееме ни да зборуваме и така натаму. Нам ни треба човек, без разлика со која провиненција, кој знае да каже да, јас тоа за ова. Но јас носам и последиците, оставот кој го носам. Затоа ние имавме досега наши представници кои гласаат поради политичката волја на нивните врхушки, против интересите на граѓаните од кај што доаѓаат. Тоа е малку неприродна работа. Затоа го вака разговарате, се надам дека сте задоволни со тоа што го правиме. Мојот гост, знаете, Владимир Милошев е лекар, медицинар. Тоа најмногу го знае. Ајде оде вториот дел да разговараме токму за тоа. Каква ни е состојбата во здравството, кои мерки ги предложува, како ќе ги реализира, до кога и да го држиме за збор. Што значи дека оваа емисија може да му ја пуштиме и после 2 години и да го прашаме Владе, наш представниче, господине Милошев, докаде е ова работа, вие ни ветивте. Тоа е суштината на демократијата, пренесување мандат на поверението и барање на одговорност за сработеното, ништо повеќе. Останатото се паушали. Што велите вие? Сосема се сложувам со вас, оно што го избориме во изборната кампања. Не треба да биде само нешто што ќе се изгаснат светилките на митинзите и ќе се затворат изборните програми, тогаш да се свртиме и воопшто да не водиме сметка што тоа имаме ветено на електоратот кој што нас не избира и сме представени на политичка партија. Еден одговорен политичар сериозно ќе се држи до своите ветувања согласно програмата чиј представник е на политичката партија и секако ќе тежне кон максимална реализација на програмата што ја промовирал во изборната кампања и пред тоа. Рековте дека ќе продолжиме во областа на здравството, бидејќи сум добар познавач во оваа сфера, а и лично како член на Централната комисија за здравство учествував директно во изработката на програмата од областа на здравството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, така да уште поголема одговорност носам во реализацијата на се она што го имаме напишано во програмата. Така. Сега вака. Да не робуваме на броеви, но сепак и тие покажувате на страна на сликите. По одредени реформи во здравствениот сектор, таму некаде од 2007 година, зголемувањето на средствата од буџетот кој одат за вашето министерство се некои 40% зголемени, сега имате скоро пола милиарда, второ министерството по Министерството за образование, овде некаде сте како и фондот за пензиско. Имаше овде една мала реформа во 2007 година од порешниот министер за финансии кој ја намали делот од придонесите кои одеа кон фондот за здравство, но и тоа направи една одредена криза. Но сепак според стандардите одвојување за здравството, стандардите на Европа, вие тоа добро го знаете, ние се уште не го достигнуваме просекот. Овде сме некаде меѓу 72-75% и низа на други стандарди. Вас ве замолува само да направите сега вака една диагноза или психијатриски, како рековте вие, анамнеза на состојбите на здравството. Најпрво за овој финансиски оддел сосема кратко, бидејќи сепак тоа е од сферата на економијата, меѓутоа иако граѓаните не знаат дека толку пари се дава.
точно дека дотациите во Министерството и во Фондот за здравство од буџет на Република Македонија се зголемени некаде за над 40%. Тоа му доаѓа како нешто слично како и во Фондот за пензиско осигурување. Бунар без дно. Парите доаѓаат од буџетот, меѓутоа пари сегаш во здравството нема. Не е нормално да при толкова голема сума на пари здравството сегаш оскудува со пари. Нема пари во здравството. Зошто нема пари? Затоа што големата слика на здравствениот систем во Република Македонија е корупцијата, нетранспарентните тендери и високиот степен на коруптивност целокупна коруптивност во здравствениот систем. Како во Фондот за пензиско осигурување, така и во Фондот за здравствено осигурување дупката е огромна. Значи имаме огромни загуби и огромни дефицити. Во здравството сметам дека со придонесите и со дотација од буџетот пари би требало да има доволно и сосема доволно за реализација на сите проекти, воколку немаме злоупотреби на таквите средства. Токму во таа насока си нашите програмски цели, транспарентното, отчетно работење на Министерството за здравство и на Фондот за здравство ќе покаже дека со домакинско и одговорно владење и управување со финансиите ќе имаме значи и ќе имаме доста доволно пари во согласувате ли со тоа што го предложува вашиот лидер кој вели дека треба да се направи централна комисија, централно тело по пат на ротација која ќе ги врши сите трансферите во Македонија, место ситни комисии по разните институции во Македонија за кои што вие велите дека се корупtivно настроени? Видете, сега тоа по период после изборите веројатно ќе се решава на кој начин ќе биде тоа, меѓутоа факт е дека во целиот изминат период токму распишувањето на тендерите, изборот на понудувачите на тие тендери беше под доста голема закрила на нетранспарентност, се до тоа значи влева сомнежи дека токму таму и се случуваат најголемите дубиози. Долго време ВМРО ДПМН во јавност излегува со еве сега и во кампањата за медицинската опрема, за набавената медицинска опрема. Медицинска опрема се набави, точно дека дојде до обновување на медицинската опрема, меѓутоа имаме медицинска опрема набавена и по 200 до 250% повеќе од реалната цена на пазарот на одреден апарат. Не е само, здравствениот систем не може да го чини само опремата и да кажеме дека опремата и супер ние... Имате вие доволно податоци за тоа дека на светскиот пазар од тие апаратури може да се набави со ист квалитет? Со истиот бренд имам и податоци. 550.000 евра кошта еден апарат, а во Република Македонија е набавен за 1.240.000 евра. Токму од истиот бренд, од истиот производител, од истата генерација на тој апарат. Значи тоа е веќе 100% предплатување на цената на еден апарат. Исказ, знаете, според нашиот закон, бидејќи оваа телевизија е според законот за допрен глас, можност утре да правите ревизија на овие постапки, бидејќи ќе бидете народен представник, ако ви изберат граѓаните, се разбира. На секако дека ќе се прави ревизија на сите овие постапки, каде што ќе постои сомнеж дека е злоупотребена службената положба на одредени функционери. Инаку, сликата на здравствениот систем знаеме дека е огромна бројката на смртност на родилките и на новороденчињата. Фрапантно голема бројка. Лоши услови во кои се лекуваат пациентите. Огромно незадоволство кај вработените, медицинскиот персонал од една страна, кај пациентите од другата страна и покрај долгогодишните реформи. Блокирани сметки, висока задолженост. Реков на почетокот, крајна партизација на целокупниот здравствен систем, тоа е таа слика на здравството во Република Македонија. За жал, после изборите ќе се соочиме со таков здравствен систем и треба да ја изградиме нашата цел, нашиот план е да изградиме еден современ,
финансиски, долгорочно одржлив финансиски здравствен систем. Господин Милошевски, Пари има и ќе има. Меѓутоа, парите ќе се трошат транспарентно, отчетно и домакински. Во тој случај, бенефитот, односно добробитот од целата ова политика на Социјалдемократскиот сојуз ќе има и медицинскиот персонал во однос на нивните примања, на нивните услови, подобрување на условите за работа, меѓутоа ќе имаат и пациентите. Би сакал да одам мерка по мерка за да конкретно на гледачите им образложам што тоа нудиме со нашето одговорно и домакинско работење во период после преземањето. Ќе ве замолам за едно 10 минути да ги поминеме, за да не го поминеме и рамката од емисијата. Поверете. Секако. Би почнал со тоа што секундарната здравствена заштита представува еден битен сегмент од здравствениот систем, значи имаме примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита. Секундарната здравствена тоа е болничкото лекување. Свесни сме дека поради актуелната сиромаштија во која што се наоѓаат граѓаните, нискиот стандард, ниските плати, потребно е да им обезбедиме бесплатно болничко лекување. И пациентите веднаш после промената на власта ќе го имаат тоа. За секаков тип на болничко лекување пациентите нема да партиципираат, односно нема да плаќаат ниту денар. Се гради клиничката болница во Штип. После 10 години, редно беше, после толку години лаги на ВМРО ДПМН, со странски кредит сега, не од буџетот на Република Македонија како капитален проект, туку странски кредит, што сите ние ќе го враќаме, почна да се гради болницата. Социјалдемократскиот сојуз ќе ја догради, ќе заврши проектот клиничка болница Штип и не само клиничка болница Штип, туку имаме во програмата реновирање, реконструкција и изградба на нови такви објекти и во целиот источен регион и пошироко. Во однос на примањата на здравствените работници, свесни сме за нискиот стандард на здравствените работници, за незадоволството и демотивираност од тоа. Во првите 6 месеци ќе имаме зголемување на платите на целиот медицински персонал од 15%. Еден огромен проблем кој што тангира една огромна популација на граѓани и на пациенти, тоа е заболените од шеќерна болест. Дијабетот представува современа болест, на изглед бенигна болест, меѓутоа со своите компликации поради неадекватниот третман може да биде и фатална. Сите оние кои што се заболени од шеќерната болест ги знаат последиците кои што доаѓаат, значи, поради неадекватно третирање на шеќерната болест. Оваа влада, за жал, само ова 2016 година го намали буџетот за инсулин за диабетичарите за цели 6,5 милиони евра. Тоа значи директно туркање на сопствените граѓани во смрт. Ако европски министри за здравство се фалат, излегуваат јавно да кажат дека успеале да обезбедат инсулин за своите граѓани болни од шеќерна болест, веќе од трета генерација најсовремен инсулин, нашата влада излегува и вели ние за болните од шеќерна болест успеавме да заштедиме 6,5 милиони евра. Скандалозно, без преседан. На последниот тендер избран е турски инсулин, производител од инсулин од турско производство, каде што ниту производителот има сертификат за квалитет приложено, ниту пак е познат транспортот на инсулинот од таму до македонската граница. Што уште фрли уште еден сомнеш за сето ова. Во Македонија има 400.000 заболени од шеќерна болест, кои што 240.000 се на инсулин. 400.000? Да. Значи 20% огромна бројка од жителите се заболени од дијабетес. 40.000. 40.000. Така, 2%. Извинете. 40.000, 24.000 се на инсулин. Во Штип имаме 1330 заболени од шеќерна болест. Секојдневно сум сведок на маките, на проблемите, на голготата низ кои што поминуваат овие пациенти. Нема инсулин, нема игли, нема ленти, не знам што нема. Че сегаш тие се со сати чекаат во болничките ходници
за да дојдат до соодветната терапија. Навистина еден нехуман однос на владата према овие пациенти. Добро, Уште едно само со ова ќе го завршам со инсулинот. Формирана е национална комисија за диабет, таму некаде пред извесен период, неколку месеци, која што требаше да го следи, да ја следи снабденоста со инсулин и да го регулира припишувањето на инсулинот. За жал, оваа комисија е составена од 5 лекари кои што не смеат да стават свој подпис без одобрение од првиот човек на министерството, од министерот за здравство. Социјалдемократскиот сојуз веднаш после промената на власта директно во оваа комисија ќе вклучи токму пациенти од Сдруженијето на болните од шеќерна болест, кои што рамноправно внатре во таа комисија ќе ги решаваат проблемите. На тој начин сметаме дека сериозно ќе придонесеме за пациентите кои што ова им представува лек за живот, за одржување на животот, бидат навремено и квалитетно снабдени со соодветната терапија. Докторе, морам да ви поставам да прашање. Реков така ја водам емисијава за да мојот соговорник покаже собственото човечко лице. Јас овако прашање имам поставено на тројца министри за или четворица, веќе не се сеќавам, за здравство, на не знам колку, на директори на Фондот за здравство, на Биро за лекови, на директори на јавни здравствени институции. И велам вака, зошто еден човек кога дојде пациент, кога дојде во болница, после 20 на минути, не знам ја чија е грешката, не сакам овде да обвинувам никого, ти доаѓа сестра и некој од персоналот ти веле, еве липче, купите ги овие лекови. Ако тоа мора така да биде, зошто тоа не е транспарентно, зошто ние однапред да не го знаеме? Може одговорот до сега кај сите овие партиципиенти дека тоа е инцидентно, дека тоа не е така, но јас тврдам, бидејќи, нели, како се вели, мора човек да застане за собствениот персоналитет, мене ми се случува и на многумина мои роднини, пријатели, дека тоа мора да го правиме. Зошто не е тоа инцидентно? Веднаш ќе ви кажам. Тоа е зошто е тоа така? Хроничен недостиг на лекови. Затоа што болничките буџети се ограничени. Буџетот што го добива клиничката болница во Штип, го добива на годишен буџет на 12 месеци. Ограничени буџети има. Тоа е тоа, значи, на почетокот што кажав, нетранспарентно, недомакинско трошење на парите. Поинаквиот пристап во финансирањето на здравството и во трошењето на здравствениот денар ќе биде во корист и на персоналот, во корист и на пациентите. Лекови во болниците ќе има после промените на 11 декември. И ту еден пациент нема да биде вратен да во комерцијална аптека мора да купи лек, канила или било што за да биде примен на болничко лекување. Друга работа која што е многу битна за пациентите се квотите на лекови. Хронично болните пациенти. Знаеме дека ако од 1 до 5 не отидат кај својот матичен лекар и не си ја земат месечната терапија, веќе после 15 се соочуваат со еден сериозен проблем. Тоа е немање на лекови во аптеката од позитивната листа. Ќе влезе пациент во аптека, го гледа лекот на рафтот во аптеката, меѓутоа фармацевтот ќе му одговори дека квотата за тој месец е исполнета и не може да му ја даде. Социјалдемократскиот сојуз, повторно ќе кажам, во нашата програма напишавме и ќе го реализираме тоа. Квотите ќе бидат зголемени и пациенти ќе имаат достапност до лековите од позитивната листа во текот на 30 дена од месецот. Така да веќе нема пациентот да биде зависен во зависност од тоа кога ја земал терапијата. Во однос на примарната здравствена заштита исто така имаме доста мерки. Тука пред себе сакам да напоменам проблемот со покриеност на лекар во руралните и приградските средини. Веќе подолг период руралните и приградските средини не ни се покриени со лекар од примарната здравствена заштита, бидејќи после заминувањето на примарното здравство во концесионерство, интересот на секој матичен лекар беше да отвори амбуланта во средина каде што живеат повеќе луѓе, за да има поголем број на запишани пациенти. Таму кај што имаше помалку пациенти, не можеше да се оствари, значи, квотата и не можеше да отвори собствена амбуланта.
ние, како Социјалдемократски сојуз, ќе водиме сметка и за тие пациенти и во секоја поголема рурална средина и во приградска населба ќе воведеме сменско работење на лекар од јавното здравство, така да целодневно покривање на тие пациенти, односно на тие жители со лекарска помош. Во Штип, значи, тоа е било населбата Баби, една огромна населба, над 9000 жители, долги години се без лекар. Социјалдемократскиот сојуз после промените ќе обезбеди лекар од јавното здравство во амбуланта во населба Баби и прва и втора смена. Тоа се однесува и на поголемите рурални средини. Вие сметате дека ќе направите промена, целиот систем да функционира на друг начин, ако успеат да сватам. Имаме еден од систем, тој словенскиот систем на реформи во здравството, во кој што пациентите се привлекуваат кон лекарите, кон способните лекари или така наречените здравствени услуги, и ова што вие го кажувате денес, ако успеа јас да го сватам, така дека е приближување на здравствените услуги кон пациент. Токму така. Диаметрално способно веќе спротивно од ова. Значи не централизирано здравство, да пациентите доаѓаат, туку ние да бидеме како здравство достапно здравство на сите пациенти. Тоа е едно од мерките, значи еднакво достапно здравство за сите пациенти. Имаме во мерките предвидуваме изголемување на капитационот бод и на матичните лекари и на матичните стоматолози, за кои сметаме дека моментално е на доста ниски вредности. Имаме уште многу мерки, не знам колку дозволува времето да ги презентирам. Ке имаме уште време, уште 10 дена. Терцијарното здравство е врвот на македонското здравство. Секој од нас како пациент, не како јас како лекар, сме имале потреба да појдеме во терцијарно здравство, во универзитетскиот, во клиничкиот центар во Скопје. Сведоци сме на хаосот што владее таму. Знаеме дека по доаѓањето на власт 2006 година, ВМРО ДПМН, само за една година после тоа, го растури клиничкиот центар во Скопје и го подели на 27 клиники со 27 директори, 27 економски директори, 27 управни одбори. Еве ги парите каде се трошат во здравството. Веднаш после промената на власт, Социјалдемократскиот сојуз ќе го врати концептот на единствен универзитетски клинички центар со еден директор, укинување на економските директори во сите болнички установи и еден управен одбор. Битни заштеди кои што ќе се вратат кон граѓаните, ќе се враќаат кон пациентите за континуирано снабдување со потрошен медицински материјал и снабдување со лекови. Исто така уште една битна работа на состојбата во која што се наоѓа клиничкиот центар, таму буквално како и во најголем дел од болниците, за сите овие 10 години, освен лажните ветувања, не беше буквално ништо направено инвестициски во здравствените установи. Уште 2010 година е ставен камен темелник на новиот универзитетски клинички центар Мајка Тереза. До ден денеска ниту еден камен не е ставен од изградбата на тој универзитетски клинички центар, како врв на македонското здравство. Во нашата програма изградбата на универзитетски клинички центар исто така има приоритет, како и клиничката болница во Штип, и за 2 години ќе биде изграден тој универзитетски клинички центар. На крај сме од времето. Ќе ве замолам само за кратко. Повикувањето на странските експерти за давање на совети во реформите во здравството е позната работа, нели? Треба да се научиме, велиме да се научиме оние кои имаат искуство, кои знаење. И кај нас со 25 години мисля дека може да бидат премиери, председатели, генерали и така натаму, во светот не е така. Имаме еден документ кој 2008 година е направен од Германскиот институт за здравство од Диселдорф, кој го поседува сега некогашниот министер Салмани, во кој што пишува дека проблемот во основа во македонското здравство е секогаш има 70% од средствата потребни за комплетна реформа во здравството, а секој развој бара по неколку проценти зголемено со тоа, а парите никогаш не достигнуваат повеќе над 70%. И вели, заради тоа, за остатокот во реформите го плаќаме подоцна мултиплицирано, зголемено, кога дојде време, нужно со нивни реформи. Таму постои само еден податок, што ви доаѓа како пофалба за вас лекарите. Таму пишува дека стручноста на лекарите, на медицинското персонал не е во
во прашање дури е над европскиот просек, но пишува таму дека не смеа да се доведат во состојба 2008 година лекарите преку суд да повлечат 6,5 милиона евра за останати плати и други додатоци. Така. Зошто тој документ не го објавивме, па денес да можеме да разговараме врз некои други основи. Накратко имаме, ве се согласувате ли со таа проценка на здравствениот систем? Па делно согласувам. Делно може да кажам дека се согласувам, меѓутоа сепак да оставиме после промените да сите тие работи да си го најдат своето место во дело, значи од понатамошно реформирање на здравствениот систем. Стоите ли на тоа дека јавноста е нужна? Дека јавноста во транспарентноста во трошењето на нашите заеднички средства е нужна. столб. Тоа е и првиот столб од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Отчетност и транспарентност во трошењето на народните пари. Има многу мерки, времето ни е многу кратко, токму на што алудираме на таа отчетност. Секој граѓанин ќе може да има увид во платата на владените функционери, во трошоците што ги прави владените функционери и сите оние действија што се околу трошењето на буџетските пари. Овие избори, ќе завршам само со ова, ако ми дозволите, овие избори, претходно ја наметнавте таа тема, нема да бидат избори помеѓу унитарна и федерална држава, што актуелната владеачка гарнитура сака да ја наметне на националистичката карта. Овие избори ќе бидат избор помеѓу демократско и криминално владење, помеѓу одговорно и неодговорно владење, помеѓу среќата и несреќата, помеѓу правдата и неправдата, помеѓу доброто и злото, помеѓу татковината и екзодусот. Ке помислев дека сме за Великден како во црквата црно. Граѓаните нека одлучат овие две крајности меѓу која ќе го дадат својот глас. Впрочем, ќе ослушнеме и вашиот лидер, како што знам, утре. Да. Така. Утре вечер го имаме митингот од Централниот караван на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Штип. Утре вечер со почеток во 19:30 часот на плоштад Слобода. Ќе го имаме тој митинг на кој што ќе се обрати и претседателот Зоран Заев, на кој што митинг пред Штипјани ќе ги образложи мерките за подобар живот во Република Македонија. Ги поканувам Штипјани да повелат, да присуствуваат на нашиот митинг, за да ги слушнат деталите од програмата и од мерките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господин Милошев, старите турци и старите римљани се ракувале, знаете ли зашто? Затоа што да покажат дека раците им се чисти и дека во нив не носат нож, затоа што символ на власта било врбови гранчиња во кој бил ставена секира. Затоа ти се повикува и ги повикува. Со тоа се повикува другиот соговорник на честност во односот. Еве во име на така во име на моите сограѓани и на вашите гласачи. Тоа е вашиот избор. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со Владимир Милошев. Слушавте што тој кажа. Започнавме и некои други теми кои се така, како да кажем, со некакви поголеми, не знам, епски форми. Ваше е да процените. Моја само на крајот да ви кажем една работа која е прилично интересна. Гледав како мојов колега од држијата се наспеа кога реков ќе ви ги пуштиме снимките и вашите ставови за 2 години. А знаете зошто се насмеа? Зошто ако тоа навистина го направиме, што се кажа последните 10 години политичарите во Ирис телевизија, Монти Пајнто нема да ни биде равен. Да ги слушнете ставовите на луѓето кои по неколку партии поминале меѓу време или диаметрално спротивни ставови, веројатно за некоја документација од типот на верувале или не. До утре и до отворена тема. Довидување.